Поздрав до сите вас кои не следите македонскиот канал Нов Аслом. Да ви упатаме на благодарност што не следите и овој подкаст што го правите успешен, да ве подсетам, притиснете претплати се или subscribe, за да не има повеќе и да бидеме поуспешни. Денеска, како гостин, го имаме господинот Зоран Крстевски. Зоки, како си? Добро, позитивно, како и секогаш. Баш ми е драго дека позитивно. Ние живееме во едни негативни времења и позитивното што се случува и позитивните луѓе се добре дојдени и секогаш сакам да слушнам што повеќе за позитивното, него за негативното кој не обкружува. Така. Па и навистина да се каже дека си позитивен во ова денешно време на изопачени вредности, на наметнување на сето на кој што повеќе инклинира кон него, кон личен интерес, кон заглупување на народот, кон манипулација, е многу ретко. Бидејќи сите ние сме приматели на енергија и автоматски кога гледаме дека надвор од нас нештата не се добри, дека многу луѓе страдаат, дека не е фатен патот кон прогресот, автоматски тоа ќе ти влие, ќе удри на твоите емоции и од другата страна пак да е така, тоа не значи дека ние треба се предадеме и сега да се чувствуваме негативно. Затоа што првата основа е перцепирај со кого си имаш работа, каде се наоѓаш, што можеш да очекуваш, а втората работа е како ти да се излечеш од тие, да не речам, аномалии и да изградиш еден позитивен дух и да се чувствуваш добро. Бидејќи во суштина само себе изграден поединец, хармонизиран поединец, позитивен поединец, освестен поединец може да придонесе за пришироката заедница. Може да го отвори патот. Затоа што повеќе стрекни личности, позитивни, пробудени, самосвесни, патриотски ориентирани, толку поголема шанса за нашата заедница. Ова звучи идеално. Меѓутоа ние живееме во едно општество каде што негативноста и негативните информации имаат примат. Како да го исполниме ова што вие го кажувате? Па добро, и во новинарството тоа познато, и самите медиуми тоа го прокламираат. Црната вест е по очекувана вест и повеќе што се вели претплатници, повеќе консументи привлекува, отколку убавата позитивна вест. При тоа тука знаем има многу лажни вести, има манипулации, има наметнувања. Од другата страна акумулираниот гнев од страна на народот се изразува преку социјални мрежи, неретко премногу негативно се перцепираат нештата, од другата страна и реално па гледано овие кои што се избрани за да воспостават некои вредности, тоа слабо го прават, туку шират и самите манипулација или еден негативизам. И сето тоа се акумулира како еден вид на вибрација и сега гледате, таа вибрација која што е доле, се препреќа горе, кон космосот. Како препреќаш, така ти се враќа. Значи, кај нас сите се преовладува таа негативна емоција, преовладува гневот, преовладува незадоволството, преовладува апатијата, преовладува чувството на безнадежност и ти тоа го праќаш во космосот и автоматски кога ти го праќаш во космосот како енергија, космосот или судбината или Бог ќе ти го возвратат она што ти самиот го иницираш. И во тој поглед треба нештата да се менуваат на два начина. Прво е внатре во поединецот, на нивото на свеста, значи да не биде мува, туку да биде пчела. Пчелата се лепи зубави работи, да прави селекција, кои медиуми ќе следи, какви експерти ќе слуша, какви аналитичари, дали треба со таквите политичари премногу да се занимава, дали треба својата судбина да даде во рацете на така наречени водачи лидери, кои што всушност себе не се водат, а камоли општеството да го водат. Значи многу селекција, а малку негативизам. Тоа е решение за напредокот. Значи, кога си селективно ориентиран, тогаш ти внимаваш каде својата енергија ја излеваш. Бидејќи гледате има два аспекта. Првата е општата манипулација, која што произлегува од медиумите, го детерминира нивото на свеста на поединецот. Значи, медиумот ти вели, плаши се, внимавај, болести, економска рецесија, закана, потенцијална војна, сиромаштија, соседи, нема да не примат, ќе не примат, и ред аспекти кои што не се добри, во тоа мито корупција, несигурност во образование, несигурност во здравство, несигурност од аспект на градежен инспекторат па давање маркици и ставање асфалтна џугла, несигурност од аспект на оние кои што треба да
водат заедницата или општеството, а тоа не го водат. И гледате луѓето од гледна точка на тотална несигурност, се чувствуваат несигурни, живеат во страв, живеат во една програмираност да неубаво се чувствуваат. И потоа доаѓаат мерења, анкети, истражувања. И според истражувањата, ние сме на самото дно на стрекни народи. Значи на самото дно, односно сме најнестрекни. На Балканот сме најнестрекни, ама и пошироко светски рамки. Замислете, ние сме заедно со Украина во најнесреќа. Украина има војна и очекувано да има несреќа. Ама на самото дно. Зашто народот е несреќен? Изневерени очекувања. Не гледа перспектива, нема на кого да се подпре, не знае што ќе го снајде и како ќе биде, уништен или деградиран национален идентитет, заглупување во секоја смисла, медиуми кои одработуваат во најголема мерка, политичари кои слабо се извршуваат својата должност со честни случаи, интелектуалци кои исто така повеќе одработуваат, аналитичари кои се пуштени по медиумите за да му го перат мозокот на гледачот, експерти, а повеќе квази експерти, кои што едноставно ги гледаме нонстоп, а какви се тие експерти, кога некогаш немаат конкретен став или став за добродетел на народот, на општеството. И тогаш народот гледате примател. На што е примател? Примател е на смут. Да. Или на она што се вели, ајде да не речам емоционално ѓубре. Кога ти го следиш сето тоа, кога се храни со сето тоа, тоа те препливува, станува сличен. Или се претопуваш, или се побунуваш. Се побунуваш во себе си, бареш решение. Во тој поглед решението е како да не бидеш примател на таа негативна информација, како да почнеш да се надградуваш, како да преиспиташ, како да бидеш аналитичен за да го најдеш патот. Ако чекаш патот да ти го пределат функционери, политичари, експерти, аналитичари, и не знам какви се личности кои што имаат за задача да придонесат за општото добро, а не придонесуваат на тоа ниво на кое очекуваме. А зашто е тоа така? Видите, 30 години ние сме на самото дно, никако да се помрднеме. Не плашеа со војна, не плашеа со сиромаштија, не плашеа со национален идентитет, па се да не речем распродадеме. Не плашеа, мораме да влеземе, мораме да не припојат некаде, кај што всушност има агресивна политика, а не политика на мирот. Не плашеа со тоа што мораме и овие до нас браќата да ги подхраниме, бидејќи се дел од нас. Да. А всушност е многу клучно дали сите работиме кон истата патека, патеката сите заедно да се надградуваме, усовршуваме, или као демек работиме, а секој си го гледа својот интерес. И што е најстрашно, едните, односно нашите, си го гледаат својот финансиски материјален интерес, его интерес, а овие другите си гледаат покрај таквиот интерес и еден друг интерес. Не дај Боже еден ден да се освестиме и да сватиме дека навистина тие си го гледале тој нивни интерес, кој еден ден ќе ти го удрат на маса и ќе ти речат, сега видите, ако сакате општо да постоите, односно вегетирате, ќе мора да прифатите и овие финални решенија. А тогаш ние ќе се преиспитаме до што тоа не доведе. А не доведе, каква територијална подоба направивме, како се интересиравме за државата, какви функционери поставуваме на битни позиции, какви лидери имаме, со кој интерес работат, какво здравство создадовме, какво образование тендиравме, какви вредности воспоставивме по поглед на националниот интерес, не по поглед на мојот тесен личен интерес. И сега гледате, луѓето седат и гледаат. На луѓето има многу нешто им се јасни. Има три форми тука. Едното е да се претопи и да рече таква е судбината, таков е животот и да стане незадоволен, да стане гневен и најчесто да го изразува тој свој гнев преку социјални мрежи. Никогаш немаме ние да организираме сега во името на етиката, во името на екосредината, во име на човекови права, во име на работници, да повикаме на еден митинг, многу ретко тие таквите ќе излезат. Зошто е тоа така? Само на медиуми. Да. Зашто се претопени, зашто се префрлени на судбината, па ете така дојде, не вреди, не ја бидува државата, нема кој, едноставно зашто ја излезам на површина. Ја ги викам тие патриоти на тастатура, каде што куцкаат на својата патриотска тастатура, а ништо не прават да го сменат нивното обкружување. Така е, па всушност двете тези се многу клучни тука. Првата теза е, ако сакаш да ти биде дадено, мораш да си дадеш прво на самиот себе си, односно да чукнеш, за да ти се отвори. Тоа Спасителот Исус Христос го кажа. Значи замислете, Исус Христос исцелуваше.
Тој не исцелуваше секого поред, кого ќе сретнеше на улица, туку тој кој што дојде до него, го фати за мантијата и рече: спаси ме, исцелување, Боже, Боже, помогни ми. Исус рече: твојата вера те спаси, твојата вера те целува. И асоцираше: побарај за да најдеш, чукни за да ти се отвара, посекај и ќе добиеш. Едноставно мора да имаме лична иницијатива. Личната иницијатива за да биде добро во нашето општество, секој да се пробуди, да почне да работи во насока на своите вредности, да почне да работи во насока на своите професионални должности. Па се ако е доктор, тој не да гледа мито или коверти, туку да гледа да придонесе за пациентот. Неговата Хипократова заклетва е да помага по секоја цена, па личниот доход како бил, што бил. Тоа е една од главните сегменти за секој поединец, но од другата страна кодексот на честа или кодексот на неговата професија. Кодексот на професијата на докторот е по секоја цена пациентот, без разлика у каква ситуација ќе се најде. Потоа кодексот на судијата или кодексот на обвинителот, кодексот на било кој што работи у правниот систем. Дали треба правдата да биде? Јустиција што наметнала? Правда. Нема тука калкулација. Нема дали е партиски, нема дали е близок, не е дали е богат, не е дали ред аспекти околу него да му дадеме привилегии. Во тогаш нема да имаме разочарување. Заради сообраќајни несреќи со смртни последици, скоро и да ги ослободуваат. Да. Од другата страна, неправди кон самата единка, неправда кон човекот. На некој ќе му биде деградиран животот, ќе му биде уништен животот, ќе му бидат одземени органи или ќе му биде што ти да е натрупано, а го нема системот за да го заштити таквиот поединец, таквиот пациент да не го наречам. Или оној кој што едноставно заради лекарски грешки или некои аномалии во системот мора да страда. И тоа пак народот го гледа. Гледате, народот гледа и вели: што вреди да се поборам, што вреди да го подигнам пасот, ќе се претопам. Ќе речам така е. И потоа народот кој ќе отиде кај некој доктор, ќе рече: не можам пој некој да пристапам, не можам пој некој да добијам медицинска нега, морам да платам. Ќе отиде во поглед на градежништвото, истото тоа ќе го направи. Во поглед на правниот систем, истото тоа ќе го направи. Во поглед на политичари исто. И тога се создава навика. И тогаш ние на тоа скалило, тоа гледате и врвни, што се вели, странски емисари кои кажаа истото. На самиот врв на корумпираност. Значи, прво, на самиот врв сме во поглед на несреќен народ, на самиот врв на корумпираност, односно правен систем со 3% доверба. На самиот врв сме во користење, односно во консумирање антидепресиви. Зашто се користат антидепресивите? Затоа што поединецот е несреќен, не го бара излезот, не знае каде да го најде решението. Не оди во природа, не следи убави емисии, не чита книги, не се надградува, нема визија, нема кој да му помогне, не гледа опција, не гледа надеж, антидепресив. Антидепресив и ние сме тука шампиони по, што се вели, по жител. Значи, имање иницијатива е една, што е првиот чекор. Кои се другите чекори? Има други, ама сега да кажам за оние два што претходно ги почнат. Да. Значи, едното ниво на поединци е тие кои што се претопуваат. Другите се одработувачи. Значи, од секоја нација. Подизведувачи. Так. Значи, за жал, сребролюбието е прокламирано. Не бе, сега беше Великден. А и тоа нешто ќе ви раскажам малку ќе отидам на темата. Значи, ништо не е случајно. Гледайте ги аномалиите кои беа присутни на секаков терен. Се појави Јуда. Јуда го предаде својот учител Исус Христос во име на Сребреник. Секој ќе има некој кој ќе го предаде и оној кој е најсветиот. Оној кој најмногу го покажува патот кој создава реформација на духот. Но и тој ќе биде предаден. Гоце Делчев дали беше предаден? Да. Беше предаден. Не само Гоце Делчев, се да не направувам во нашава емисија. Значи, голем број на свети личности има опасност да бидат предадени, бидејќи во човековиот код или кај некои поединци, кои дури се блиску до материјата. Еве, овој Јуда бил блиску до духовната материја, извршил предавство. Некои се блиску до нашата национална код, кауза, па и вршат предавство. Наши сега го прават тоа истото. Значи, имаме предавници. Потоа, имаме луѓе кои ќе се ги исперат рацете како Понтије Пилат. Понтије Пилат не презема одговорност, отиде ги испере рацете, како некои сега, нели, велат, ние ќе пишуваме на социјални мрежи, ние ќе кажеме, види што се случува со државата, ама никош нема преземат иницијатива да се спротивстават. Одговорност. А нема да значи, не се презема одговорност. Кој е виновен? Некој друг. Кој е виновен? Некој од странство. Кој е виновен? Некој кој што
вон земјанинот. И после Кој не кога ни се помогна. случат работите, они ќе кажат, да, ви кажавме, ние не Така е. слушате вие. Значи, они ги перат рацете, не Да. преземаат одговорност. Потоа, нели ги имаме фарисеите, книжниците, Да. кои фактички го судија Исус Христос. Секогаш има некои така наречено свети и честни, така наречено посветени на верата на националната кауза, ги имаме по медиуми, се прокламираат како патриоти, а всушност се по сребрениците или по своите тесни лични интереси. Значи, таквите ќе ви се појават како свети, а всушност најсветиот ќе го нападнат први, тогаш кој ќе дојде ситуација, нели, за да они идат напред. Значи, ги имаме и фарисеите. Да. Потоа го имаме толпата. Толпата го избра разбойникот Варава. Толпата не го избра Исус. Толпата се определи за она што е во нивни интерес. Толпата беше невела целосно изманипулирана, но доволно изманипулирана. Во поглед на не знам какви привилегии, не го избра светиот, не отиде по тој пат, отиде по некои лични тесни цели. Или толпата е тотално неосвестена, може кој сака да дојде од странство да ја изманипулира, или може кој сака во медиумите да ја наметне лажни вредности, толпата ќе се приклони. Значи, дали можеме да имаме доверба тогаш во толпата? Не. Значи, гледате, не можеме во толпата, не можеме у фарисеите да имаме, Мгм. метафорички, Да. не можеме да имаме во некој блиску до нас може да бидат Јуда, не можеме да имаме во некој кој што си ги перат рацете, и на крај, кога беше Исус на крстот, односно и веќе го земе Варава. Варава, во името на неговото разбойништво, во тоа што он е криминалец од бандитот, и он се надметна со тоа, со лажни вредности, он да просперира, он да оди напред, а најсветиот да страда. Значи го пушти Исус на некој начин, наместо да самиот се појави, многу е битно покајувањето. Самиот да искаже, јас сум грешен, јас бев разбойник, јас создав пакости, како може сега да го најсветиот да го раснете, мене да ме ослободите? Колку ги има во нашето општество такви варави, кои што може име да ти продадат, може зелена површина единствена да ти ја дадат да ти никне зграда огромна, а некој да потпише да даде маркица. Колку ги има кои што биле градоначалници или се, а кои не водат сметка за ред аспекти во општината, па се на некој ниво варави, со една криминална подлога. Колку ги има во било која професија должност, кој што не го следи кодексот, етичките правила, етичките вредности за кои треба да ги следи, туку ќе рече, па што ми е гајле мене, нека страдаат невините суштества. И гледајте, страдаат од загаден воздух, страдаат од невработеност, страдаат, а завршиле факултети со највисоки оценки и не можат да се снајдат. Нарушено здравје, има зголемена Па ама кој го предизвика на тоа? рак. Тоа некој варави го предизвика. Да. Значи, децата страдаат, пензионерите страдаат, пензионери има со 12-13 илјади, вие замислите денес сега да го поминете месец. А каде е лекарството, каде е здравството, каде се ред аномалии. Значи, ние се соочуваме со еден куп на варави. И потоа, на крај, еве, Исус, замислете, многу луѓе се грешни, некои биле лидери водачи, владееле со оваа држава. Не се покајале за нивните постапки, туку поставиле камени, јас тоа го зборував со нашиот режисер Владо Денчо. Да. Велам по патот на Македонија, по патот на прогресот. Да. Сите ние сме должни да го поплочиме со добри елементи, да имаме развој. Не, на патот на Македонија на прогресот, некои кои што биле на функција, поставиле блокови, тешки блокови го блокирале патот. Создале невредност, создале квази приватизација, создале, што се вели, уништување, раслојување на македонското ткиво, меѓу другото и уништување на национални идентитети. Апсолутно. Да не зборувам тука колку се аномалии низ признано образование, на здравство, на вистински вредности. Значи, тие не поставиле нешто што треба да го трасира патот кон развој. Тие поставиле цигли, блокови, камења, создале дупки, ти се одиш кон прогресот, треба да се да внимаваш. Не знаеш каде ќе паднеш у бездната. Едноставно некој не го трасирал патот, 30 на години, тотално не трасиран пат. Зашто? Затоа што некој веројатно го гледал својот тесен интерес, а бил повикан. Затоа ние имаме разлика. Јас сум филозоф. Мојата област е јас да ширам мудрост, да асоцирам на етика, да асоцирам на вредности. Тоа е мојата професија, мене кој може да ми го земе тоа право, како ни со историјата што имале мноштво филозофи кои вака действувале. Многу од нив настрадале, но тоа е нивниот позив. Позивот, да речеме, на докторот го кажавме кој е. Позивот на политичарот, тој е избран за да служи на народот, тој е слуга на народот. Значи нештата се многу јасни и кај министрите и кај било кој. Но прашањето колку се следат овие вредности. Не се следат, бидејќи ги имаме многу Понтије Пилати, ги имаме варави, ги имаме фарисеи, ги имаме јуди,
ги имаме неосвестена толпа и имаме некои кои беа заедно со Исус, некои страдале, ама не се покаяле. Замислете тој што беше со Исус заедно на крстот од едната страна. Тој сите ги обвинуваше, а најмалку себе си. Тој бил разбойник, тој крадел, тој уништувал. Тој рече, тие се виновни, сите се виновни, ја не требаше да видам на крстот. Колку ги има такви кои што не се погледнуваат себе си, не се преиспитуваат, да видат они што направили, зашто се во таква ситуација. Тој е самиот народ. Што аминувал, што заокружувал, кон што се определувал, зашто не се едуцирал, зашто не се пробудил, зашто не се изградил и на крајот ги обвинува сите. Точно, виновни си фарисеите, Јуда и ред некои аномалии што создаваат, тоа малку метафорички. И на крстот на крај кој остана? Исус Христос. Самиот, чистиот, најсвесниот. Но не ја победи смртта, што значи Македонија, незиното вечно име и незината подлога, незиниот код еден ден ќе преживее, ќе обстане. Без разлика на се, но на крај Македонија е жртвувана, Македонија е ставена на крстот. Македонија таа која ги трпи маките страдањата. Заради сите овие аномалии кои што ги кажа. И на крај Исус што кажа? Боже, Боже, прости им, не знаат што прават. Дали исто тој треба да го пренесеме метафорички и на овој наш народ, без разлика дали има некои медиуми, па не знаат што прават, дали некои подписници, дали некои функционери, или можеби, јас сум во грешка, можеби добро знаат што прават. Затоа ви ги кажам, едната опција е кои што не знаат кој паде во фатаци, загубени овци, кои мора да се вратат во стадото. Бидејќи такви беа празнични денови, малку со религиозен пристап. Значи мора ги вратиш во стадото, мора да им се пробуди суштински националниот код. Да не бидат само пишувачи на социјални мрежи, туку да се побунат во името на човечкото достоинство, во името на припадност. Зашто ние имаме повеќе опции на самовредност. Едно од вистинските опции е припадност. Припаѓаме на тој народ, припаѓаме на тоа семејство, припаѓаме на тој град, припаѓаме на тоа човештво. Сите ние треба да се како да ги пробудиме тие луѓе? Па сега со третата опција. Значи едната рековме се загубените, кои што едноставно или се подредуваат, или едноставно прифаќаат, или едноставно се претопуваат. Втората ги кажаме одработувачите. Сребреници, интерес, его. Тотално неосвестени личности, не сакам оваа емисија за нив да ја трошам. Бидејќи во некоја наредна за нив ќе зборуваме, за таквиот приод. Тоа е антрополошка тематика, туку има што да се зборува. Од каде е тој ген? Затоа што и норвешки и германски научници открие, ја пиша во една книга, дека имаме ген на злото, ген на севичноста, ген на егоизмот, како што го имаме генот и на моралот на духовноста, ама тоа е за посебна тема. Туку овие третиве сега се клучни. Третите се борците, достоинствените личности, во името на собствените вредности, во името на општите вредности, во името на Бога, во името на нацијата, во името на народот, го давале својот живот. Сајте колку да ви напишам јас. Можеше ли Ченто да живее еден убав и лагоден живот? Можеше ли 50 години најмалку? Туку излезе, се спротистави, кажа нашиот национален интерес, кај сме ние, како ние да се градиме. Не беше конформист, туку беше на некој начин бунтовник, револуционер. Можеше ли истото тоа да го направи било кој деец? Наш Пито Гули, например, да го земеме. Никола Каревс ја собра четата, точно се повлече. Тоа е едната опцијите. Да се сочуваме за да се избориме. Втората опција беше одиме на браникот на слободата, одиме на браникот на општото добро, да бидеме запишени во аналите, ако борци, како револуционери кои го даваат својот живот во името на посветата вредност. И тоа е многу честно. И многу честно. Апсолутно. Значи Пито Гули, гледате примерот кој е неговиот. Да. Како излезе, како се спортистави, како едноставно уште поиќе го подигна кодот на нашиот народ. Значи, да не ширам премногу вакви дејци, ги има, нашите гледачи ги знаат, кои застанале цврсто, храбро. Многу од нив настрадале. Уште на времето, некои од нив биле праќени на Голи оток. Да. Многу од нив биле затварани, следени, се преиспитувало што зборуваат. А нивниот интерес не биле сребреници. Не било кариерата, не било статусот, туку било националната самобитност. Кочораце, например. Исто така, со пишување, со трудови, со ангажман, со будење на свесноста. Тоа го имавме и подоцна, не дека само тоа било некаде пред 90-тите години. Но сега ние треба од 90-тите навамо и од тука нагоре да создаваме вакви дејци или сите на некој начин да придонесеме во оној домен кој што ни е присутен. За да можеме да градиме еден вид на противтежа контра овие. Најлошите се платениците, одработувачите,
Некои од нив и реално одработуваат за странски служби, а некои се тотално по сребрениците и по материјалното. Многу од нив се неуки, го немаат кодот на доброто на светото, па се приклонуваат кон темното. И како овие другиве кои што се загубените овци, како нив да ги подигнеме? И тука сега има многу методи, секако може да поразговараме како тоа да го направиме. Како тогаш да ги подигнеме овие индивидуалци кои се во апатија, заборав, незаинтересираност? Па, у суштина мора да ги подигнеме, бидејќи инаку нема да обстанеме. Значи, ние тоа рачунете на тасот. Имаме борба за доброто, борба за прогресот, борба за светлината, борба за саморазвојот или лица кои инклинираат кон темнина, кон заглупување, кон безвредност, кон материализам, кон ниски страсти, кон наметнување на егото. Значи, од секој светот се разликувал и ова можеме да го третираме во многу сегменти. И во поглед на поширока елаборација човештво, од гледна точка борба помеѓу доброто и злото, но можеме во поглед на општество. Сега, едно општество кој што има едуцирани поединци, самосвесни поединци, себе хармонизирани поединци, поединци кои препознале патриотски дух, поединци кои се определили за доброто, поединци кои се верни на должноста, тоа општество цвета и напредува. Во едно општество, ако превладуваат апатични, несреќни, разочарани, изместени, неуки, неборбени, луѓе кои што се подведени или креирани од надворешните фактори, тоа општество нужно внатрешно се распаѓа. И автоматски тука имаме една многу битна компонента. Компонента на лидерство. Затоа што мојата опција како поединец е индивидуален дух кој креира колективни вредности. За да дојдеш до индивидуалниот дух е многу голема работа. Секој тоа не може. Тоа бара и независност, и бара едукација, и бара самосвест, и бара ептен работа на самиот себе си. Значи не е возможно ние да бараме сите луѓе да го изградат тој индивидуален аспект на себе развојот. Затоа не одиме колективна вредност или колективна мотивација кој ќе го предизвика и поттикне индивидуалниот дух. Во тој случај, кој тоа треба да го направи и кон што човекот најчесто инклинира? Кон препуштање на уздите на владење на другиот, односно на лидерот. И тогаш ние мораме да почнеме да градиме лидери. Затоа што ние испитавме дека 30 години народот слабо се развива на ниво на индивидуална свест. Не можеш од него да очекуваш. Народот најчесто е воден и креиран од страна на надворешен фактор лидери. И вие гледате сега. Од едната страна народот како стана конформиста. Тие таквите лидери се организираа, се сплотија меѓу себе си, без разлика од која партија се. На крајот, пак мериократија што се вели испитај, сите тие добро живеат. Сите тие создале капитал. Сите, поголемиот број од нив, децата им се во странство, просперираат, имаат компании. Ден денес, многу од таквите лидери или политички моќници, нивните деца, нивните поколенија имаат капитал, имаат опција да шират бизнеси. Значи, факт е дека секојаш лидерот, наместо да се инклинира кон општеството, кон заедницата, инклинира кон своите тесни интереси. Тоа е едното прашање. Но другото прашање, таквите лидери наметна на народот дека народот за да успее мора да зависи од лидерите. И во тој случај гледате и медиумите тоа го вработија. Мора да си член на политичка партија за да те вработи. Можеш да донесеш 10 гласа за да утре имаш повисока работна позиција. Можеш да бидеш близко за нас за да ти дадеме тендер. Мораш да бидеш подобен за да ти дадеме да печатеш книга, да влезеш во национална програма од аспект на културата. И се промовира колективно добро, а секој инволвиран во тоа коло има некоја индивидуална бенефит. Така. И се наметнува дека ти мораш секогаш да бидеш тука за нас, дека ти треба кога имаме ние некој митинг да дојдеш да присуствуваш, дека ти секогаш треба пред се да размислиш онака како што ние ќе ти наметнеме, бидејќи ќе биде добро за тебе. Во случајот не се фаворизира критичко размислување. А критичко размислување, ако лидерот води до најдобри решенија.
Ако лидерот деградира општество, ако лидерот продава општество, ако лидерот премногу краде, ако лидерот негативците ги прокламира, ги мести на позиции, лидерот прави штета за заедницата, индиректно прави штета и за тебе самиот, иако си член на неговата партија. Ама овој бидејќи има исперен мозокот, бидејќи нема критичко размислување, бидејќи е полтронски ориентиран, тој секој ќе оди кон лидерот. И затоа јас го кажав тоа еднаш во една емисија, пак ќе го кажам. Да дојде Спасителот Исус Христос и да треба да учествува на избори. Нема да му веруваат. Во конкуренција со овие неколку лидери што ги гледаме и некои од претходно лидери, прашање дали Спасителот Исус Христос ќе успее да придобие приклоници. Бидејќи Спасителот зборува на морал, на чистота, за светност, за етичко реформаторство. Треба да има свесност, треба да имаш капацитет да му ги препознаеш тие вредности. Бидејќи слабо е развиена свеста, многу повеќе одиме кон квази бенефити, што се вели за мене, некои мали, ситни, обични, и при тоа ми се замаглува умот, станувам што се вели водено суштество, како по уздите, онамо каде што ќе рече некој друг. Затоа имаме ние аномали, имаме слаби, што се вели вредности, бидејќи пред се не се наметна категоријата на општото добро, туку категоријата на тесниот интерес, кој што се прокламира 30 на години. Значи, сакаш да си професор на факултет? Сакаш. Иди таму да бара согласност од страна на премиерот или министрот. Мене тоа лично ми се случило. Сум добил јас согласност, односно подпис од професорот Темков на Филозофски факултет по етика. Пишано писмо до ректорат, до деканат, до институт. Дека оди во пензија треба го замениш. Одам ја кај деканот вели мораш одиш тамо и тамо кај тој премиер да бара согласност. Јас не отидов кај премиерот. Иако ги има сите оценки, иако предава претходно, иако бев, што се вели, многу близко до таа материја. Тоа е една застрашувачка контрола. Така и јас не отидов кај таму, иако тој премиер го сретна после многу години, он ми рече, а зашто не си дошол, кој се не дошол кај мене? Значи, ја и се знаев со него и можев да отидам. Ама ја му реков, ја да дојдев, ама јас може ќе влезев во некој тефтерче. Може би после ќе требаше да одработам нешто, ќе треба да отидам на медиум, па треба да зборувам неетички прашања. Јас сум професор по етика. Како јас после мојата должност етичар и професор по етика ќе ја прокламирам во јавност? Да, едно со друго не иде. А не оди. Така што гледате, тесниот интерес ако го гледаме, ќе речеш нема проблем, ќе отидам, ќе ми даде согласност. Ме знаат на некој начин и ги исполнувам сите што се вели научни фактори. Но, од другата страна, дали ти потоа ќе можеш да се прокламираш за она што си? Ако си професор, дали треба да бидеш суштински професор? Ако си етичар, дали ќе останеш како суштински етичар? Значи, го имаме аспектот на одработување. Во чии интереси? Партиски интереси. А ние овде имаме нешто посвето, национални интереси. И ако ставиме на вагата, што е поклучно? Тесното, малото, обичното, себичното или широкото, општото, универзалното, вредното? Луѓето во најголема мерка ќе отидат на партиското. Без разлика која партија. И овие од партиска гледна точка гледате, само си прокламираат, си шират вредности. За нив, а не да шират вредности за нацијата. Затоа сме северно против волјата на народот, каде што политичката волја на народот воопшто не се слуша, ниту пак интересите на народот, на македонската нација. Не е само тоа. Вие земете кои од тие таквите функционери одговараат. Еден Кобајаги требаше да одговара и одговараше и на крај му дадоа една пресуда и на крај му застара пресудата. Еден премиер одговорен за територијалната поделба. Еден што е професор, еве јас искрено ви кажам. Ја и толку немам против кон оние кои не знам каква имаат референца, а станале функционери, лидери, премиери. Немаат референца тие, од една станале и поставиле. Ја имам по оние кои што се од мојата бранша, професори. Тој веќе има некаква подлога. Тој е обврзан. Тој треба да шири морал, тој треба да биде пример, тој треба да едуцира, тој работи со млади и него му даваат функција, му даваат позиција и он какви решенија прави. Какви решенија прави додека бил министер за одбрана, какви решенија за територијална поделба, какви решенија во поглед на економски просперитет, благосостојба или аспект на корупција, аспект на вистински вредности. И што е најстрашно, никогаш не смееме и не можеме и ниту треба да ги спомнуваме со имиња, затоа што на крај ние ќе бидеме осудени. Затоа она што ви го кажав на почетокот. Они ги имаат полугите во правниот систем, полугата на медиумот. Кај смееш ти да кажеш ќе ти ги ангажираат тие, да не речам, кучиња, и потоа ти како ќе се одбраниш? И затоа многу голема одговорност е какви медиуми се создаваат, со каква национална самосвест,
зашто придонесуваат, дали шират некоја светлина на духот. И во тој поглед овие интернет медиуми, како што е вашиот, е голема шанса и голема надеж да прозрачи и прозвучи сосема поинаку, да можат оние интелектуалци кои не се одработувачи и подобни, да настапат и да си ги кажат своите ставови. Или кој што мислите вие, ќе ви дозволат некои уредници, некои газди на медиуми или не знам, тие тамо нивните наред подавачи во политички партии, туку тога да настапите и да можете да си го кажете својот збор. Не велам дека сите медиуми се негативни. Не велам дека сите политичари не извршуваат професионалната должност. Не велам дека сите се во судскиот систем ориентирани кон неправдата. Но за жал има оголемен број на такви поединци кои што многу малку ја извршуваат својата професионална должност. Тоа јас со студентите тоа и го предавам помеѓу другото. Деонтологија. Значи, мораш ти да извршуваш таа деонтолошка должност, морална должност, должност кон професијата. Секоја професија налага одредени вредности, затоа тука и вас ќе ве повикам, како новинари, вас како медиум, да си извршувате својата должност, да ширите вистина, да ширите светлина, да едуцирате, да се прават интересни емисии, да повикувате интересни гости, затоа што верувам јас во овој народ. Многу го поценија народот. Кажа е неук, необразован, кажа дека се преклонива кон политички партии, го лесно го манипулираат, кажа дека нема од кој знае каква национална свесност, кажа дека многу слабо има љубов кон нацијата. Не е точно. Кога има спортски надпревари, кога има спортски победи, гледате со каков ентузијазам, со каква емоција се слават победите. Потоа народот премногу си ја сака оваа држава. Народот и не е толку неук, туку народот нема кој да го победи, бидејќи ние најголемиот проблем го имаме проблемот на лидерството. Со ова сега го заокружам она што претходно го кажав. Значи имаме недостиг на лидери. Ние 30 на години само можеме за голем број аномалии да зборуваме и можеме да кажеме надпревар кој направи поголема глупост, кој создаде поголема безумна постапка. Некој направи вредност. Значи имаме проблем да изградиме некоја суштинска вредност. Некаде ги ќе најдеме по нешто. Но начелно тоа е многу слабо присутно и затоа автоматски народот кој што ја нема иницијативноста, го нема индивидуалниот дух, се подхранува тоа што ќе му го кажат, се подведува по тоа што ќе го водат. А тој што го води, прашање кој што го води. И затоа е многу битно да се најде некој што вистински ќе го води, а тоа е тешко да влезе во естаблишментот, многу е комплицирано, ама како што е Бог никој не е, можеби еден ден ќе се отворат просторите, да има вистински доблесен лидер кој ќе ги продвижи нештата. На крајот гледате како се случуваат промени. Црна Гора се случија промени. Кој тоа ќе го очекуваше, сосема нов лик поразличен лик. Значи кој што настапи. Едноставно мора да се менува, тоа се вели програмата. Првата програма на менување е програма на ниво на свест. Внимавај со што ти ја полнат свеста, со што те хранат, внимавај да не те манипулираат, внимавај да не ти го перат мозокот, изгради критичка свест, почни да анализираш. Кога гледаш аналитичари, а ги гледаш нон-стоп, без разлика дали се некои македонци или некои со албанска припадност, едноставно тие се тие истите. Секогаш едно исто кажуваат, тешко став и често вртат на некоја страна. Дали тоа треба да следиш? Не треба да следиш. Кого треба да следиш? Оној кој ќе те поттикне на самосвест, оној кој ќе те научи нешто, оној кој што не одработува, оној кој што ги гледа вистинските вредности. Значи еве ви една опција за селекција. Оној што ја кажува вистината. Па да. Онака како што е, без разлика дали таа боли или не. Па да, ма тоа е денеска вистината е голема работа, бидејќи Аристотел има кажано. 10 пати кажана невистина станува вистина. Да. Ние знаеме по медиумите какви се имаше уредници кои што нонстоп кажуваа невистини, на крај стана вистини. Не дека се тие вистини, туку народот ги прифати како вистина. Значи гледате моќта каде е. Моќта е во капиталот. Кој ги има парите, може да ги има медиумите. Кој ги има медиумите, може полесно да успее во политиката. Потоа, кој соработува со странство, него повеќе му се простува. Бидејќи одработува. Кој од другата страна создава квази вредности во едно општество, него му се оправдува. Зашто? Затоа што некој одработува во негово име. Кој ќе одработи? Медиум. Странски емисари. Политички послушници.
и ред некои други такви поединци, кои што Невладени секогаш организации финансирани од странски влади. така и А невладени. себе се прокламираат невладени организации. Сега одиме и во таа категорија. Има многу невладени и во поглед на политика, нели мерат анкети, прават, нели даваат свои ставови, нели искажуваат. Што мислите, те толку се наивни, тоа го прават заради некои хумени идеали, заради вистински вредности или заради некои подлоги. Пак ќе се оградам, не велам дека сите се такви. Но народот треба само малку да се освести. Кои се тие поединци во невладени, посебно кои соработуваат со странство, а парите од странство што мислите туку така ги даваат? Парите од странство ќе ви ги подарат за да вие едноставно нели ширите знам какви вредности или има некоја друга агенда. На крај не треба да имаме ние што се вели еден вид на калкулација, ментално интелектуална калкулација. Треба да имаме факти. А фактите се каде е придонесот? Каде е придонесот од добар дел на невладени организации? Дали нешто се подобри? Дали станавме слободно општество? Дали станавме инклузивно општество? Дали станавме општество еднакво за сите? Или имаме привилегирани? Кои се нивните резултати и каде се нивните резултати? Треба да ги приложат. Дали одработуваат партиски или одработуваат за некој од не знам од каде? Или одработуваат во името на сосениот чеп? А над се тоа знаете што сте? Што? Одработување за својата должност. Ширење слобода, ширење вистина, ширење демократија, ширење вредности. Да. И автоматски на основа на тие вредности создавање по-хармонично, поздраво општество. Затоа што Ерик Фром уште на времето има кажано, има пишувано за здраво општество или болно општество, јас би рекол. Има огромна разлика меѓу здраво и болно општество. Ако е болно општеството, имаме високо ниво на корупција. Имаме нееднаквост. За некои секакви права, за некои никакви права. Прашање дали имаме демократија во такво општество. Као имаме право се да кажеме, но не смеме се да кажеме. Јате не смеме имиња да спомнуваме. Бидејќи одма ќе не повикате. Треба да плаќаме огромни казни, бидејќи тој некој кој што ќе не казни, не знаеме по која основа го ќе ја одреди казната. По тоа што некој му наредил или по основа на јустиција. Да. Значи народот затоа се стега, затоа народот не се побунува, затоа народот не се чувствува сигурен. Бидејќи не знае што да очекува, бидејќи не знае кој ќе го заштити, бидејќи не знае дали се ќе се работи според законот, бидејќи не знае медиумите дали ќе му се нафрлат, бидејќи не знае едноставно утре дали ќе може да го помине денот. И тогаш народот вели конформиста станува. Ме викаа за еден сендвич, за еден пијалок, ќе одам таму, ќе стојам. Денеска ќе јадам еден сендвич, ќе се прошетам со автобусите. Ми велат доаѓај по секоја цена заокружувај ако треба, викам уште 10-20, веќе не може ќе ми дадат работно место, може децава ќе ми ги вработат. И тогаш црното станува бело. И така се прокламира. Ова не е само кај нас, тоа и кај овие другиве. Таму па е посебна приказна. Они па како се ориентирани. Едноставно не може немаме ние никакви резултати, една партија се прокламира не знам колку години се, 17 години. Да. Ма и повеќе, може и 20 години. Значи замислете, кои и они немаат резултати, тие луѓе се мачат. И тие работат по нивите, и тие работат во градежништата. И тие се иселуваат во странство. А тоа е еден вега. Но мора да се признаеме резултатите што ги донесуваат на национална основа за бранење на нивните национални интереси се апсолутно безпрекорно добро одиграни и за тоа свака им чест. Ние како македонци сме нивните измеќари во нашата држава. За жал. Тоа е Ама пак ќе ви го кажам. параметри. Главниот проблем е на лидерството. Јасно е и не се они криви него ние. Така е. Ние кривицата треба да си ја бараме во само себе си. И пак ќе ви речам. Јудите, предавниците, тие се најопасните. Не се толку опасни лидери. Имаме три категории. Ова вие Хегел, подоцна Маркс и Никола Бергјаев, еден руски филозоф. Они го развива. Господари, робови и слободни поединци. Вечна борба помеѓу три класи. Господарите. Тие се робови на некои други господари. Тие господари се робови на трети господари. Ајде да прошириме работа. Некои наши така наречени господари, тие робуваат на странски емисари кои се на кои тамо амбасадори. Да. Тие амбасадори робуваат на некои тамо нивни повикани, да не речам преседатели. Тие нивни преседатели па робуваат на тамо некои од корпорации, од моќен капитал, од моќни семејства.
Тој некој таму што е на врвот, тој робува на некоја квази идеја да ја држи светската елита или да има светска моќ. Да се приклони како се владател. Значи гледате општа борба помеѓу господар и роб, и некој така наречен господар е фактички роб. Тие само ја пресликуваат работата. Господарот на микро ниво ретко ќе се занимава. Ги имало такви Иди Амин, например, бил еден. И ред некои зосторници кои биле. Но многу ретко он се занимава со поединецот. Тој се занимава со групацијата или со наметнувањето на неговата агенда пошироко. Но нема да се занимава со нас двајца. Нема никој така наречен политички лидер да дојде нас да ни се нафрли и да не убеди. Тоа ќе го направат робовите. Да. Робовите кои што одработуваат во името на нивните господари, имаат робовски менталитет, полтронска подлога и они живеат да служат. И тие во тоа нивно служење, нели упикување, тие што се вели црното ќе ти го представат белото, тебе како најсветлосно ќе те направат најтемен. И едноставно вечно ќе биде играта каде што робот одработува за господарот. И тоа ние го знаеме, тоа го имало и во Русија, односно Советскиот сојуз. Сталин не ги стрелал сите, идел од Јагода, да речеме, министер што бил за внатрешни работи. Тој подпишувал, тој давал наредби, но под Јагода имало некои други кои били извршители, кои ги праќале во гулазите во Сибир, кои ги ликвидирале, ги стрелале. Сталин никој не утепал, неговиот подпис, значи неговите робови. Тоа го имало и кај нацистите. Го имало и насекаде, каде што робот, оној кој што одработува, тој е приклонет во името на неговиот господар да тера милиони луѓе во концентрацијни логори. Милиони луѓе да уништува, да деградира. Да ги води кон еден вид на болка на страдање. Зашто? Само во името на неговата подреденост на господарот. И затоа оваа филозофија на господар и роб се растура исклучиво со градење слободни поединци, кои не робуваат, не одработуваат. Имало такви интелектуалци. Албер Ками, например, бил еден од нив. Джордано Бруно бил еден од нив. Вие замислете, Джордано Бруно се спротивставил против Светата инквизиција, фактички спротив папата. Овие наметнуваа квази вистина и рече мноштво на светови, универзалност на постоење, ние сме мала една точка во вселената во универзумот. Оние кажа вистината, овие го сапалија на цветниот плоштад во Рим, но тој беше слободен поединец. Тесла дали се изборувал за многу вредности во името на нашиот однос кон природата и придобивање од природата, кај што не е ставен капиталот, туку ставен е општиот интерес. Секако. Потоа да не зборуваме за Платон. Платон бил продаден како роб. Аристотел му било забрането да влезе во Атена. Овој Боеција го масакрирале. Спиноза го екскомуницирале, затоа што кажувал некои вистини. Потоа Волтер го затвориле во Бастилија. Францускиот ум. Жан-Жак Русо морал да иде да шета, да се движи. Рене Декарт отишол дури во Шведска, таму се разбарал в студот, подучувал монархија и автоматски настрелил. Значи, сакам да кажам, слободните поединци за жал страдаат. Слободните поединци се карактеризираат по тоа што не одработуваат за квази господари и што не се доживуваат себе си за робови. Нивна идеја водилка е мислата, слободата, духовноста и светлината на духот. Сега, тука е нашата патека. Како ние да создаваме слободни личности? Ја не велам не оди да заокружуваш, ама внимавај кому му заокружуваш. Внимавај да не те подјерби. Направи разлика помеѓу добро и зло. На крајот Бог нели се пресудува? Па Бог не пресудува по калкулација. Ама добро, мораше да одам по злото, па сите отидоа. Значи, дали имаш и во Крагуевец војник кој не сакаше да стрела, имаш и во Крајево. Да. Тоа имаше во Советскиот сојуз, замислите, Ленинград. Тие русите го обколија и создаваа голем глад, големи, што се вели, уништување, деградации и голем број на загубени животи. Но таму имаше една болничарка која што го загуби целото семејство заради ова германско бомбардирање. Но кога ги заробија германците и кај што имаше повредени, таа во името на својата медицинска хумана должност одеше и ги пребиваше и им помагаше на самите германци. Значи, гледате како секогаш постои можност да бираме. Секогаш сме ние во ситуација да бираме. И кога не бираме, ние бираме. Значи, ние бираме пат кон доброто,
кон светлосното, кон градење на вредностите, или бираме да молчиме. И кога молчиме, ние бираме. Или бираме директно кон злото одеме. Кон подјарбување, кон експлоатирање, кон губење на својот национален идентитет. И на крајот тебе со ова ќе завршам. Што е суштината на човекот? Сега малку професорски одам, ама Да. може би е интересно. Значи, што е суштината на човекот? Не е само да се прехрани, не е само да се препие, не е само да трупа материјален капитал, не е само нели да шета не знам каде во странство, не е само да гради не знам каква кариера, туку да остави вредности. Вредностите првично ги остава на своите поколенија, на своите деца. Вредностите ги остава и пошироко преку својата професија. Вредностите ги остави кон својата нација, кон својата држава, кон своето општество. Зашто ние постоиме ако ние не создаваме вредности во кои што нашиот придонес ќе отслика многу по-суптилни, што се вели, по-светлосни димензии. А тоа се димензии кај што градиме, ставаме по една барем мала цигла. По една цигла на вредност. Во она што се бираме. И затоа една од нашите најсвети вредности, најсвети должности е должноста кон собствената татковина. Ние сепак сме дел од човештвото, но ние се разликуваме по тоа што сме дел од одредена нација. Ако во таа нација преовладува болност, заглупеност, неукос, негативност, коруптивност, какви ние темели создаваме за таа нација? Прво и второ, каква перспектива, визија и иднина овозможуваме за нашите поколени. И на крајот, како што ние нели се зборуваме за Гоце Делчев кој го дал својот млад живот, за Даме Груев кој бил ангажиран во организацијата. Зборуваме за Ченто кој што ете така се спротивставил на некој ниво. Питу Зборуваме за Питу Гули, за Панко Брашнаров кој исто бил учител, Да. односно бил мелничар. Ама бил ангажиран за општото добро. Дали сите тие луѓе сега ние ги исполнуваме во името на нивните тесни интереси или во името на нивните свети интереси? А не се само тие, премногу ги има. Така и нас некои во поколенијата ќе рече дедо ми тоа беше, дедо ми се бореше, дедо ми тоа го направи. Затоа што имаш идеја. Дали имаш нешто за крај да кажеш? Па добро, ова ви е убаво и си поразговаравме самата емисија, ама ова ви е како почетен аспект како ние да се градиме себе си, како да допреме до собствената вистина, како да придонесеме за колективниот напредок. Така што се надевам во некои наредни емисии ќе ја прошириме темата. Ова е само воведна и мислам дека ќе биде интересно нашите гледачи да слушнат ваква една малку поразлично видување, поглед на некои медиуми каде што слушаат разни аналитичари и така наречени експерти. Дефинитивно наша интенција е само да се кажува вистината и преку вистината да дојдеме до она што сакаме да го постигнеме. Благодарам на сите вас што не следевте. До следното видување. Поздрав!